partizanina Jugoslavija se patime za oružje, ono milosrdna borba protiv novogodišnjeg neprijatelja, što je na porobi naša ta zemlja. Целата територија на денешна Социјалистичка република Македонија во текот на борбената 1942 година беше опфатена со народно-ослободителното движење. Месните организации на Комунистичката партија на Југославија, стоејќи на линијата на вооружената борба, ги впрегнуваат сите своји сили членовите на Комунистичката партија на Југославија и СКОЈ-от, потоа антифашистите, опфатени во одборите на Народно-ослободителниот фронт, воените комитети, организациите на младината и жените на подготовки за вооружена борба. Организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Струмица во 1941 година вршела подготовки за отпочнување со вооружена борба. Но во критичниот момент, спроти 11. октомври, не се успеало одредот да биде формиран. Меѓутоа, готовноста за вооружена борба постоела и натаму, а биле присутни и револуционерните традиции од епохата на Илинден и поилинденските денови. Подготовките за вооружена борба во Струмица продолжуваат по неколку месечен застој. Во февруари 1942 година, откако во Струмица дошла Вера Ацева, инструктор на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија, била извршена реорганизација на местниот комитет, а во март бил формиран окружен комитет на Комунистичката партија на Југославија, во чиј состав влегоа Благо Јанков Мучето, Ванчо Фончев, Киро Минанов, сите од Струмица, Милка Газепова од Радовиш, Киро Узунов од Валандово и нешто подоцна Кирил Медарски од Пекчево. Во градот се формира воен комитет што ги вршел непосредните подготовки за вооружена борба. Со овие подготовки, покрај градот бе опатени селата, особено оние во подножјето на Огражден. Во почетокот на јули, во Струмица, како инструктор на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, доаѓа Панче Пешев. Тој ја засилува работата врз формирање на партизански одред. Воениот штаб е реорганизиран и во неговиот состав влегуваат Панче Пешев, Гера Цунев и Иван Палифров. На 4. јули 1942 година, Местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и воениот штаб одлучиле излегувањето на едните партизани да започне на 8. јули 1942 година. Како реон на дејство на одредот било предвидено подрачјето на планината Огражден, на потесниот реон меѓу селата Штука и Иловица, додека селата Дрвош и Штука требало да бидат врска меѓу партизанскиот одред и воениот штаб во градот. Се определи штабот на одредот со командант Ванчо Фончев, политички комесар Мара Минанова, заменик на командантот Боте Ботевски и интендант Ката Илиева. Меѓутоа, по 4. јули,
Полицијата извршила провала во организацијата на Комунистичката партија на Југославија, при што во нејзини раце паднале скоро сите лица предвидени за стапување во одредот, како и членовите на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Струмица. Пред налетот на полицијата успеале да се засолнат само неколку мина, меѓу кои Ванчо Фончев, Мара Минанова и илегалците од Скопскиот партизански одред Боте Ботевски и Невена Георгиева. На 11. јули оваа група, снабдена со неопходно оружје и повеќе рачни бомби, се соединува. Од овој состав, со командант Ванчо Фончев, настанал Струмичкиот партизански одред, со задача да прибере нови борци и да прерасне во поголема партизанска единица. Партизанскиот одред, иако малуброен, се упатил кон Пехчевско, каде што пред овие настани веќе бил заминат Благој Јанков за да организира бази и прифаќање на активисти за стапување во одредот. Одредот стасал кај селото Чифлик, каде што била воспоставена врска со организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Пехчево. Тука на одредот му се приклучува уште еден активист. Потоа одредот заминува на планината Бреза, источно од Берово, и залогорува кај Брезина река. Благој Јанков Мучето барал од борците да се задржат на овој терен, додека им се приклучат нови борци, меѓутоа недоволно вооружените борци не можеле подолго време да останат на ова подрачје и да прифатат некоја борба, па извеле марш до местноста Широк дол, западно од Берово. Тука командантот на единицата воспоставува врска со активисти од селото Калугерица, со цел да се обезбедат контакти на одредот со Струмичката организација на Комунистичката партија на Југославија преку Радовиш. Притоа тој наминува во селото Сушево и се задржува во Воденицата, каде што со поголема група селани води разговор за нивните теглила од реквизиционите окупаторски органи и им ја објаснува борбата за ослободување од окупаторот. Истиот ден на 24. јули 1942 година, кметскиот наместник на Сушево е известен за престојот на Фончев, кого што полицијата веќе го бара па покрева потера по него. Обиколен од потерџиите со активирање на бомба, Фончев успеа да се пробие. Откако одредот не успеал да се омасови, а на сето подрачје во Струмичко, Радовишко и Беровско полицијата била на нога, било одлучено борците да го напуштат овој реон и да преминат на планината кај селото Конче, Радовишко. На овој пат, минувајќи покрај Радовиш, одредот наишол на заседа кај селото Раклиш на 26. јули 1942 година. Мошнебројната ноќна стража отворила оган, при што борбата била прифатена и од страна на партизаните со употреба на бомби. Поради овој судир, можностите за останување на Радовишки терен при уште нестабилизиран одред, без врски со селата од теренот, биле минимални. Затоа било одлучено борците да се упатат кон Штип. Во наредните денови тие биле прифатени од организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Штип. Од Штип дел од борците заминале во Велешкиот партизански одред, а другиот дел останале на политичка работа. Обидот за стабилизирање на ова партизанско јадро не успеал, меѓутоа бил постигнат приличен политички ефект преку контактите со народот и со двата вооружени судири кај селата Сушево и Раклиш. Во првата половина на 1942 година се вршат подготовки за вооружена борба и на територијата на Македонија под италијанска окупација. Во оваа насока бил мощно ангажиран Кузман Јосифовски Питу. Со целата дејност на војно-политички и организациони подготовки, раководи окружниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија под италијанска окупација. За оваа цел беше формиран и окружен воен штаб. И двете овие тела имале седиште во Тетово. Подготовките за вооружена борба се вршени преку местните организации на Комунистичката партија на Југославија.
Во редот на мощне активните и мощне бројните организации спаѓаат тие во Маврово, Никифорово, Леуново и Беличица. Кузман Јосифовски Питу, како и други членови на окружниот комитет и на војниот штаб, на повеќе пати навраќаат на овој терен, за да ја подготват уште подобро организацијата за вооружена борба. Во зимата 1941 и 1942 година во овие села се врши засилено прибирање на оружје, муниција и храна. Одлуката на окружниот комитет за формирање партизански одред во Мавровско била пренесена во април 1942 година. Одлуката била прифатена со искажана резерва од 2 члена на Реонскиот комитет, па затоа била извршена реорганизација на комитетот. Новиот состав бил единствен на линијата за формирање на партизански одред и ги продолжил подготовките. Со војните подготовки бил ангажиран Реонскиот воен штаб во состав Живко Брајковски, Чеде Филиповски, Михајло Тодоровски и Русе Угриновски. Реонскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија и Реонскиот штаб извршили избор на првите 32, што требале да го сочинуваат одредот, и тоа главно членови на Комунистичката партија на Југославија од селата Маврово, Никифорово, Леуново, Беличица, Церово, од градот Гостивар и од други места. Во наредните денови, околу 30 август, во местноста Мане Влаз бил формиран првиот мавровски партизански одред со командир Михајло Тодоровски и комесар Бранко Станоевиќ. Во септември, по несрекното загинување на Бранко Станоевиќ, комесар станал Илија Антевски Смок од Тетово. Борците на одредот биле вооружени со пушки, бомби и револвери. Снабдувањето се вршило преку селските одбори и организациите на Комунистичката партија на Југославија. Со оглед дека населението беше целосно на позициите за борба против окупаторот, не постоеше проблем одредот да влегува во селата, да преноќува и да се снабдува со храна. Постоењето на одредот со радост беше прифатено од народот. Според планот за акција во првите денови по формирањето, одредот требаше да развива дејност во селата Леуново, Сретково, Церово и Тајмиште. Меѓутоа, одредот добива наредба да го запоседне патот Гостивар Кичево на планината Буковиќ, кај селото Џоновица, со цел да дочека една италијанска колона со политички затвореници од Тетовскиот затвор. Но по 4-дневна заседа, одредот бил повлечен, бидејќи политичките затвореници биле одведени во Тиранскиот затвор преку Мавровијанови. Меѓутоа, одредот извел успешна политичка акција во селата Сретково, Церово, Ново село и Тајмиште. По задача од Реонскиот воен штаб, околу 20 октомври 1942 година, одредот извршил акција во клисурата на река Радика. Во оваа акција бил извршен напад врз еден италијански камион, при што биле заробени неколку војници. Акцијата имала силен одзив кај населението од овој крај. Во овој период, во долината на река Радика, одредот извел и други акции, при што како цел му беа воено-полициските сили на италијанскиот окупатор.
Реонот на дејствување на одредот се протегал од долината на река Радика и Беличица, преку селата во Мавровско, па до планината Влајница и Буковик. Поради отежнатите услови со настапот на зимата и концентрацијата на окупаторот во Мавровско, во јануари 1943 година Реонскиот комитет одлучил одредот времено да се расформира, со тоа што дел од борците да се илегализираат во селата, а другиот дел да замине во делот на Македонија под бугарска окупација. Постоењето на првиот мавровски партизански одред наишло на мощне позитивен прием кај населението на сиот гостиварски крај, а особено во мавровските села и Беличица. Одредот внел вознемиреност и страв кај италијанскиот окупатор и албанските квислинзи. За да му парира на партизанскиот одред, како вооружена сила на народно-ослободителното движење, италијанскиот окупатор ја засилил својата дејност на создавање омраза и братоубиствена војна меѓу македонскиот народ и припадниците на албанската народност. Албанските квислинзи, вооружени со подкрепа на италијанскиот окупатор, презеле акции за собирање оружје од народот, при што селаните биле задолжувани да предаваат пушки и ако ги немале, па затоа морале да ги купуваат во злато. Сето тоа проследено со претепување и друг вид терор, го упатувало народот во редовите на народно-ослободителното движење. Организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Штип во 1942 година продолжи политичката работа меѓу народот за создавање политичко единство во борбата против окупаторот. Покрај тоа во Штип, на крајот на 1941 година и во текот на 1942 престојувале поголем број илегалци. Некои од нив биле припадници на Скопскиот партизански одред, а други беа од Струмица и од други места во Македонија. Во текот на оваа година во Штип и Штипско подолго време престојувал и Благо Јанков Мучето како инструктор на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Преку Штип минувале врските на Скопје и Велес со организациите на Комунистичката партија во Кочани, Радовиш и други места од Источна Македонија. Организацијата на Комунистичката партија на Југославија во Штип во својата политичка и друга дејност ангажирала поголем број антифашисти. Мощно активен бил Одборот за народна помош, што бил реорганизиран во април 1942 година, кој имал за задача да собира парични средства и материјали за вооружена борба. Освен во градот, материјални средства се собирале и во селата, меѓу кои селото Долани, а од тука тие биле пренесувани во партизанската база на Плячковица. Мирче Ацев и други инструктори и активисти од Скопје и од Велес престојуваат во овој период во Штип за да помогнат во подготовките за вооружена борба и да ја дадат во таа смисла на штипската организација нужната помош. Големо внимание било посветено во организирање на селата за прифаќање на илегалците и на партизанскиот одред. Во оваа насока меѓу поактивните се селата Долани, Лакавица и други.
Обезбедувањето оружје, муниција и друга воена опрема спаѓало во редот на секојдневните проблеми од работата на организацијата. Со ангажирањето на Благој Јанков, за време на неговиот престој во селото Долани, бил купен еден пушкометрелез со муниција, потоа од општината Лакавица биле земени 2 пушки и друго оружје што било собрано во градот. Формирањето на Штипскиот плачковички одред било сврзано со два момента. Прво со постоење на неколкумина илегалци, кон кои се приклучил и Васил Доганџиски, кој во есен 1942 година бил секретар на месниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Штип, и второ со тоа што инструкторот на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија Благој Јанков добил задача за Штипски терен да се создадат услови за прифаќање на Велешкиот партизански одред, сушност на една негова чета. Во мошне тешки временски услови, во почетокот на декември, Месниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Штип го разгледал прашањето за формирање партизански одред, што составен од луѓе од тоа подрачје ќе помогне за обезбедување опстанок и дејства на велешките партизани. Беше одлучено во одредот за прво време да стапат постојните илегалци на чело со Васил Доганџиски. Како база и реон за дејство е избрано подрачјето на село Шипковица и Козбунар на планината Плечковица. Се планирало Штипскиот одред заедно со Велешкиот да се формираат како единствен одред, што ќе дејствува преку зимата, а на пролет ќе се омасови со нови борци од Штипско и од другите краишта на Источна Македонија. Во првите денови на декември 1942 година, групата илегалци снабдени со лесно оружје и храна пристигнале на планината Плечковица. Неколку дена по нивното излегување, во обиколка на партизанскиот одред на Плечковица пристигнале Благој Јанков Мучето, Славчо Стојмески и Фирус Демир. При тоа на борците им бил донесен еден пушкомитралез, санитетски материјал и друго. Во овие денови на декември 1942 година се вода секојдневни борби во Велешко, а ги имаше и во Битолско, Скопско и во други реони. Затоа бугарскиот окупатор бил мошно внимателен и буден и брзо реагирал на секоја појава на партизанска дејност. На селаните им било дадено оружје, а стражи ги чуваа селата по наредба на полициските власти. При ваква целосна мобилност на окупаторот, престојот на партизанскиот одред на Плячковица не останал незабележан. Околу 20 декември партизаните беа обкружени од бугарска полиција, шумари, пољаци и други окупаторски сили. Во борбата што се развила загинале Васил Доганџиски и Јаким Стојков, а другите, бранејки се, успеваат да се извлечат. Меѓутоа Герас Цунев бидува заробен во Радовиш, а потоа обесен во Скопскиот затвор. Обидот на Штипската организација на Комунистичката партија на Југославија да се создаде, а уште повеќе да се одржи партизанскиот одред, не успеал од причина што времето на неговото формирање и планираниот прилив на нови борци не биле правилно оценети. Но и покрај тоа, политичкиот ефект кај народот не изостанал.